Деби за Алајбеговиќ на позицијата на Јилдиз. Босанскиот репрезентативец се пресели од Бајер Леверкузен. Тоа е оно што успеавме да го дешифрираме за сега. Кабал го замени Кели, потврда дека колумбиецот е централниот стопер. Интересно, Кели го одигра цел на преворот против Челси, како и Челик. Форсиране во нападот Рендал Коломуани. Полувремето 1-2, 3-4-5. Половина екипа измеша. Јувентусот ПСЖ во сезоната 2020 меѓу себе, иако има топката поприлично во споредба со првиот дел. По додавањето од Мекени, Локтели, убав центар шут, меѓутоа не ја зафати Коломуани. Од левата страна Алајбеговиќ. Еве го Керим Алајбеговиќ, прецизен беше овој шут, но тука во поблискиот агол Камбијазо. Оваа топка е за Керим Алајбеговиќ во недозволена позиција, репрезентативецот на Босна и Херцеговина. Ди Грегорио за Алајбеговиќ. А Бастони е фудбалерот кој што го напушти и таа замена со Диуф. Иако станува збор за десен, Артур веројатно допрва ќе добие шанс. Камбијазо тргна, но се наби. 90 минути, но германскиот стопер. Еве Локатели. Мирети влезе на позицијата на Мекени. Еве центар шут. Нов корнер. Заплива Ди Грегорио. Консеисао. Стрелецот на вториот гол Диуф, Станковиќ. Алајбеговиќ против Диуф. Италијанскиот клубски фудбал Јувентус имаше извонредна предсезона. Еве шанса за погодок. Не знам зошто Алајбеговиќ покажува несигурност и нерешителност наместо да шутира до... Еве шанса конечно за Јувентус. Погодок, 85-та минута. Минатата година постигна 3 гола плюс 5 асистенции. Напаѓа покрај Диуф. Јуве не се дава и уште еден шут, меѓутоа брани Мартинез. Резервниот голман на Интер во изминатите 2 сезони. Многу чуваше грбот на Зомер. Меѓутоа, одличен во дефанзивните задачи Луиш Хенрике.